Почитувани! На ваше барење, конечно успеав да најдем слободно време и да го направам ова за вас. Ви ветив и еве го исполнувам тоа. Неколку стотини ученици предходно ја посетија мојата обука за интернет бизнес и маркетинг, која што беше во еден класичен формат на предавање во училница. Многу од нив решени да работат и да успеат по секоја цена. Постигнаа резултати кои што ги надминаа сите мои очекувања и ветувања. Ако кажам повеќе десетици илјади евра, би бил скромен. Докажаат дека и во Македонија може да се води супер успешен интернет бизнес. На ваше барање, следниот циклус на обуката за интернет бизнес и маркетинг започнува сега. Ќе се одвива онлайн со проширена и дополната програма со најнови информации, специјално подготвена за секој сам од дома да успее, односно да се следи обуката и рапидно да напредува. Може би најважно е она што овој бизнес е на глобално ниво и не е поврзан со локација и со работно време. Обуката за интернет бизнес и маркетинг е така замислена да вие менаџерски работите на сајтот, без премногу да се грижите за техничкиот аспект на истиот. Секој од нас, без исклучок, има на располагање буквално само 24 часа на ден. Но некои од нас за тоа време постигнуваат неколку пати повеќе од другите. Но може би дел од проблемот е и нашето и светското образование, кое е насочено да не води така, за да бидеме добри работници, а не газди, менаџери и бизнесмени. На оваа обука ќе го постигнеме токму тоа. Ќе оствариме еден реален, профитабилен интернет бизнес кој може постојано да го надградуваме. За таа цел оставете ваши информации. Ајде да почнеме од некаде. Започнуваме со овој приход од $75 на 8 август, понатака $42 на 11 август, $30, $106 13 август. Значи, за кратки 5 дена, едно солидно приходче од сосема непланирани активности. Значи, доаѓаат луѓе, купуваат банери на моите сајтови, на некои од моите сајтови. Дури можам да кажам дека не знам на кој сајт се случува таа продажба, затоа што автоматски со помош на PayPal купуваат рекламно место и автоматски тие пари пристигнуваат на мојата сметка. Значи, еве, ти ги погледнеме кои се тие приходчиња од 8 до 13 август за едно 5 дена околу $300 кои што се сосема непланирани. Значи, воопшто не сум рачунал на нив покрај онај стандарден извор на приход од Google AdSense, од некои други активности, продажба на мои производи. Тоа е еден ваков спореден. Имаме тука еден спореден приход од рекламчиња кој што воопшто не е за фрдање. Али ајде да видиме нешто уште поинтересно, мислам дека повеќе ќе ве интересира овој дел. Значи, оваа конверзација, ова муабетче започна некаде на 20 и нешто при крај на јули беше. Да, hello my friend, this is Mirko. Ова е еден дечко од Дашмир, кој што од Косово, кој што односно од Јужна Србија, кој што со кого што преговарав да купаме на негова Facebook страна. Значи, еве го муабетот од дечкото од Прешево, дека што, значи, некој муабет за запознавање. Сега ја бев заинтересиран во за една Facebook страна од околу 200.000 фанови, која што беше во негова собственост да ја купам, значи. И на моментот на ценкење, договарање на цена, значи, можам да платам €400 и на крај испадна дека крајната цена ќе биде €550 и на крај заокруживме на околу €500 вкупно, значи крајна цена и со тоа што всушност морам да позајмам $100, €100 за да ја достигнам таа сума, значи ги немам тие пари. Така мора да се користат некои финти при преговарање. Океј, Дашмир го остави да размислува вечерта за таа Facebook страна.
понатака, за да ја убрза малце работата, му кажувам дека размислив да купам некои други Facebook страни, значи спремен сум во преговори сум да купам некои други Facebook страни кои што се скоро како неговата, но многу поевтини, значи да ја убрзам работата, но човекот не падна на таа финта. И окей, следниот ден, 23 јули, се одлучи конечно дечко да доаѓа во Македонија. Значи, окей, се договараме да дојде во следните 2-3 дена. Значи, ја доаѓа во 5:30, само дај ми мојот телефон и ќе ти се јавам. Окей, ево мојот телефонски број. И ќе се најдеме во Скопје. Окей, се помина супер. Се најдовме во Веро ја купив страната, значи тој дел помина одлично. Сега да видиме еден друг дел, значи вториот дел. За 500 евра купив Facebook страна од преку 200.000 фанови. Продолжуваме, значи вториот дел од дискусијата, сега се јавува Марија Мунип, која што е заинтересирана за купување на ова Facebook страна која што претходно ја купив јас за 500 евра. Значи, сега сум тука, продолжувам мојата дискусија. So now I'm at the office now. Окей. Продолжува нашата комуникација. Значи, за почеток малку запознавање, tell me more about you, Mirko. И глумам дека сум кар фанатик, градам Facebook страни, promoting sites. Добро, тоа е нормално дел од мојата биографија. Значи, окей. Сакала да ја купи оваа Facebook страна како подарок за незиниот дечко. Добро, значи прашува за цена, карат my drag, how much will this one cost me? Окей, значи цената која што ја предложи 3.000 евра за поголемата страна, а 1.000 евра за помалата Facebook страна. Значи се ценка малку, 2.800 евра, окей, добра цена ми одговара нормално дека е така. Значи, дали му одговара да ги испрати парите на PayPal акаунт? Па нормално дека одговара, зашто да не? Значи, моментално ми беше блокиран тој мој PayPal акаунт, се уште ја чекав картичката да пристигне. Значи, и предлагам некои други начини на плаќање. Окей. Се двоуми Марија, затоа што сумата малце е поголема. Значи, се ценкаме, односно се договараме кој да го направи првиот чекор. Нели нормално кога се продава или купува нешто преку интернет, не може да знаеш кој е од другата страна на жицата. Па, во ред продолжуваме. Значи, продолжува тој муабет. Еве и кажувам дека овој мој сајт малце да добијам на кредибилитет. Продолжуваме. Значи, во ред може да завршиме со PayPal, но PayPal мора најпрво да платиш, па да ти ја дадам мојата страничка, нормално. Марија одговара дека окей. Му уверува на PayPal, значи е расположена да плати на тој начин со PayPal. Кога конечно ќе стигне PayPal во Македонија, ајде да видиме, да се надеваме дека ќе биде и тоа побрзо. Значи, моментално имам друга опција, мојот кум живее во Америка, во Оклахома Сити. Значи, може тој да ми помогне моментално околу плаќањето преку PayPal. Значи, продолжуваме. Значи, ќе мора да почекам кумот да се разбуди, затоа што во Америка неколку часа се поназад. Околу 7 часа. Окей. Се договоривме да го користиме, повторно разговараме за друг начин на плаќање, но окей. На крај успеавме да се договориме да ќе користиме PayPal и Марија го заврши, значи го заврши плаќањето за вчера и за 2800 евра успеа да си
за 2800 евра си успеа да се обезбеди Facebook страна за коли од околу 200.000 фанови, нешто повеќе од тоа, со тоа што ајде да ја видиме математиката на крај. Што испадна 2800 евра минус 500 евра, 2300 евра заработка за еден ден, односно за 2 кратки разговори. Значи тоа се случува кога некој не знае вредноста на Facebook страната и ти најдете човек кој што не знае да извади пари од неговата Facebook страна, посветил доволно време и сака да се оттараса по било која цена и да извади некој барем каков таков профит од неја. Значи за 500 евра купена Facebook страничка се продаде за 2800 евра. Значи, што чекате? Приклучете се на нашиот тим, на нашата бизнес заедница и ќе да знаете уште многу вакви финти. Ќе се приклучите на еден тим на успешни ученици кои што секој ден се повеќе заработуваат, се повеќе од нив се мотивирани и се спремни да се го променат животот. Некои од нив веќе дадоа отказ, некои од нив планираат да го сторат тоа во најкраток рок и да се посветат релаксирано на овој интернет бизнес. Но? Кога се пребарува една? Очекувани приходи од ова обука за креирање и развој на интернет бизнес. За една година, доколку се работи дисциплинирано, 4 до 5 часа дневно, значи, ќе се стигне до $1000 месечно. Најминимална сума која што, значи, приходите се многу поголеми, некои показатели уште нема цела година поминат од првите ученици од кога почнаа да работат, али имаме тука примери кои што се моментално присутни, па ќе оставиме сами да си кажат што биле веќе посетители на обуката. Значи, за една година најминимално $1000 месечно може да се стигне. Значи, како некоја минимална сума што ја ставивме, толку нормално се следат моите правила и принципи на работа и дисциплина. Не треба ништо посебно. Понатак, за 2 години оваа сума би била смешна, доколку сте дисциплинирани, значи $2500 месечно. За 5 години нешто вакво, од ваков тип. И тоа е минимално. Сега, што сакам да ви кажам? Значи, во кој момент од вашиот живот започнува пресвртот? Во кој момент вие тргнувате напред? Во среда. Вие тргнувате добро, како и да е, не е битно, среда среќна. Да. Вие тргнувате напред во тој момент кога ќе сватите дека за вашите моментални успеси и неуспеси, за вашите моментални достигнувања, финансиска поддршка, социјален статус, значи буквално се што сте успели, не сте успели да го сработите, да го добиете, зависи само од вас. Значи оваа моментална ситуација, ваша и моја и на секој од вас. Значи буквално зависи на најголем дел само од вас. Не зависи тоа што ви пружиле или не ви пружиле вашите родители, ви донесле до таа ситуација, од светската економска криза, од владата, опозицијата. Значи не зависи, буквално зависи до некаде. Или може би мислите дека најмногу зависи од околината наша, но верувајте дека не е така. Најмногу зависи од секој лично колку се ангажира и како размислува. И има решение, има проблеми, нормално сопки има. Може би Македонија има повеќе сопки и проблеми од колку некои други држави, ама и други има други алтернативи, што ги нема на друго место. Например, поевтина работна рака. Значи се стигнало до некаде, се стигнало до некој приход, $1500 да речеме, понатак имаме, може многу лесно човек да ангажираме друг. За многу помоц отколку што некој друг би го ангажираме во друга земја. Тоа е предноста на Македонија. Сега зошто да не бидеме ние од другата страна? Зошто да не бидеме работодавци, да не бидеме работници? Во тој момент кога ќе сватите дека од вас се зависи,